Многу работи можат да чекаат, но не и детето. Сега е време кога се формираат детските коски, кога се создава неговата крв и се развиваат сетилата. Ние на детето не можеме да му речеме утре. Неговото време е денес. Габриела Мистрал, чилеанска поетеса, добитник на Нобеловата награда. Основна биолошка особина на детскиот организам е да расте и да се развива во се поздрав организам. Под поимот растење и развиток се подразбира зголемување на должината и тежината, промена на пропорциите на телото, анатомско, хистолошко и функционално созревање на органите и системите. Терминот растење не е ограничен само на физичките промени во структурата и физиолошките функции, туку тој ги опфаќа и развитокот на моториката, емоционалниот и физичкиот живот, развитокот на говорот и социјалната адаптација. Макар што се поимите растење и развиток во основното свое значење скоро идентични, сепак растењето, за кое се определивме да говориме во денешнава емисија, означува промена во големината, размножување на клетките и меѓуклеткиниот простор, а развитокот хистолошко и функционално созревање на органите и ткивата. Растењето и развитокот не одат паралелно. Чести се периодите во кои детето побрзо расте, а функционално побавно созрева, и обратно. Потребно е да се води грижа за двете појави, бидејќи детето е неразделна органска и функционална целина. Растењето и развојот, физичкиот развој на децата представува една функционална целина, а таа функционална целина треба да се разгледува од аспектот на повеќе фактори кои што влијаат врз развојот и растот на децата. Врз развојот најважно влијание има надворешните фактори. Постојат повеќе теории кои фактори се влијаат. Една од тие теории е алиментарната теорија која што зборува дека исхраната игра битна улога. Друга теорија е за осветленоста, сончевата инсолација. Трета, висинската хипоксија. Понатаму, по најново време се развива теорија така наречена неврогена, која што зборува дека особено градските деца се изложени на стресови, а тоа представува градската бучава информација постојано кои ги бомбардираат просто децата за да добиват нови сознанија преку радиото, телевизијата, киното. Сите овие стресови на организамот
представуваат за самиот организам големо оптоварување, нарочито на централниот нервни систем, а особено на хипоталамусот. Во најново време покажана е врската меѓу хипоталамусот и хипофизата. Тоа е жлезда која што диригира со работата на останалите жлезди за внатрешно влачење во нашиот организам, како што се штитната жлезда, како што се надбубрежните жлезди, како што се половите жлезди, а особено и самата жлезда продуцира поголема количина на хормонот на раст, кој што регулира самото растење. Растењето на детето до возрасен човек не минува рамномерно. Напротив, периоди на растење се сменуваат со периоди добивање во тежина. Или, оние на психичка рамнотежа се сменуваат со фази на психичка напрегнатост. Во детството е покажано дека постои така наречен полов диморфизам. Тоа значи дека женските се разликуваат од машките деца и тие карактеристики се особено видливи ако се знае дека женските ги достигаат и ги престигнуваат машките негдека во 8-та година, за да машките негдека околу 14-та година ги надминуваат вредностите кои ги покажуваат женските. Тие карактеристики, тоа вкрстување на антропометриските и функционалните особености на еден млад организам се карактеристични во текот на пубертетот. Што се однесува до антропометриските карактеристики, е покажано дека долгите коски растат и то така што едни растат во должина, додека соседните долги коски растат во ширина. И обратно, ако земеме, например, надлактицата, коските на надлактицата тие се прво во должина растат, а коските на подлактицата се шират и коските на подлактицата кога растат се шири коската на надлактицата. Добивањето во височина обично се одвива во времето на предпубертетот и то на рачун на издолжување на долните екстремитети, додека во текот на пубертетот се издолжува трупот. Во тежината имаме обратно, што се однесува до порастот на тежината, тој е на рачун на скелетната тежина во текот пред пубертетот, додека после пубертетот растењето на тежината е резултат на растењето на зголемувањето на скелетната маса на мускулатурата. Кај женските карактеристично е што негде измеѓу 12 и 13 година покажуваат поголеми физиолошки вредности, као што се и висина, и тежина, и витален капацитет, и покажуваат поголема пулсна фреквенција, покажуваат поголема кислородна потрошувачка, што после оваа возраст машките нагло зголемуваат своите функционални карактеристики и настанува разлика во половите во корист на машките, што они почнат многу повеќе постигнат поголема висина и поголема тежина, како и поголеми и подобри функционални карактеристики. Растењето не представува униформен процес, туку кај него се разликуваат одделни периоди кои се одвиваат од зачнувањето на плодот во интраутерината средина и се продолжуваат по раѓањето. Новороденото не е смален образец на возрастниот. Главата, во споредба со телото, е несразмерно поголема. Таа представува дури 1/4 од телесната тежина, а кај возрастните 1/8. Периодот на новороденото започнува од моментот на пресечувањето на папчената вртца. Од тој момент престанува симбиозата помеѓу мајката и детето и новороденото го започнува својот самостоен живот. Неонаталниот период се смета од моментот на раѓањето до 28-миот ден по породувањето.
Телесната тежина на новороденото е во тесна корелација со гестационата старост. Се смета да покрај гестационата старост и други фактори влијаат на телесната тежина и должина на новороденото. Покрај гестационата старост ќе ги наведеме конституцијата на мајката и таткото, полот, расата, надморската висина, социоекономските услови на мајката, исхраната и оболувањата на мајката за време на гравидитетот, како и антенаталната заштита. Телесната тежина на новородено дете се движи помеѓу 2500 до 5000 грама. Просечно телесната тежина на новородено дете изнесува околу 3500 грама. Постои разлика помеѓу новороденото кај нас и новородените во другите земји. Така да новороденото во Јапонија е релативно со помала телесна тежина него што е наше новороденото и таа телесна тежина изнесува околу 2940 грама, за разлика од новородените во скандинавските земји, во Шведска, каде телесната тежина на новороденото изнесува повеќе од 3500 грама. На телесната тежина и должина на новороденото, освен местото на породувањето, климатските услови, влијае и конституцијата на родителите, при што конституцијата на мајката е подоминантна од конституцијата на таткото. Освен овие фактори кои што влијаат на телесната тежина и должина на новороденото, исто така од значење е и паритетот, односно местото на редот на пороđајот. Познато е дека покасно родените деца се по правило потешки и подолни. Освен овие фактори што беа наведени, исто така и социоекономската положба на родителите влијае на телесната тежина и должина на плодот. Новородените на подобро ситуирани родители се по правило покрупни, потешки и подолни. Исто така и полот на новороденото влијае на телесната тежина и должина. Машките деца се по правило потешки во однос на женски новородени деца. Како во телесната тежина, така и во телесната должина. За сите народи постои еден ист сооднос, така да на 105 живородени машки се раѓаат 100 женски новородени деца. Зголемувањето на растењето е особено големо во првите месеци од животот. На оваа илустрација, графикон, тоа најубаво може да се согледа. При раѓањето, детето е долго 50 см. На една месечна возраст 55 см. На 2-месечна возраст 58 см. На 3 месеци детето е долго 60 см. На 4 месеци 62, на 5 64 см, на 6 месеци 66 см, на 7 месеци 68 см, на 8 месеци детето е долго 69 см, на 9 месеци 70 см, на 10 месеци 71 см, на 11 месеци 73 см и на 12 месеци достигнува должина 73 см. Набележаните вредности се средни. Колебањата од по неколку сантиметри нагоре или надолу се уште се наполно физиолошки. Ако подетално го проанализираме растењето во известни хронолошки фази, тогаш ги добиваме следните вредности. Доенчето во првите 3 месеци од животот пораснува 10 сантиметри. Во текот на целата прва година, растењето во височина е најголемо и тоа изнесува 23 сантиметри. Втората година, растежот е нешто смален во споредба со првата и изнесува 10 сантиметри. Во третата година е уште помал, само 8 сантиметри. Во четвртата година 6 сантиметри. Во петтата и во сите наредни години до пубертетот, височината се зголемува само по 5 сантиметри.
Во предпубертетот, а особено кога тој започнува, растењето интензивно се зголемува. Кај девојчињата тоа се случува порано, меѓу 11-та и 13-та година, а кај момчињата од 13 до 16 годишна возраст. Тогаш и едните и другите добиваат по околу 15 сантиметри. Поради тоа 12 до 14 годишните девојчиња се повисоки од еднаквите по возраст момчиња. Добивањето во тежина и височина е подложено на големи индивидуални колебања. Затоа, во ситуации кога нема болни состојби, тежината и височината на телото под или над нормата немаат некакво значење. Со други зборови, тежината на телото под нормалата не е неопходно да биде белег на болежливост или болест, како што тежината над нормалата во никој случај не е секогаш израз на добро здравје. И растењето во височина само за себе не може да ни открие или да ни покаже дали имаме нормален од во развитокот на детето. Најсилното зголемување во тежина кај детето се случува во месеците од есента, од август до ноември, а најслабото во пролетните месеци и во почетокот на летото. Растежот во височина, пак во замена на тоа, е најсилно изразен во месеците април, јули, тоест во еден период кога сонцето е најсилно со своите зраци. Познато е дека сонцето има поволно дејство на растењето, како што имаат уште и исхраната, витамините, спортот и така натаму. Во последните години, растежот во височина во просек е зголемен. Акцелерација е забрзување на растењето и на физичкиот развој кај децата од почетокот на нивниот живот. Тоа представува зголемување на висината кој што во Европа износува 1,5 см за 10 години кај децата од 4 до 6 години, 2,5 см кај децата на 10 годишна возраст и 1 см кај поголемите деца. И пубертетот се јавува порано. Кај овие деца е приметено од почетокот на овој век за 4 месеца за секој 10 години. Овој феномен се должи на подобрените услови на живот на децата, на подобрените услови за станување, на нивната исхрана, а сето тоа му овозможува на детето да ги искористи потенцијалите за растење кои што генетски ги носи во себе. И тежината на децата е наголемена во просек за секој 10 години по 1 килограм. Оваа појава често секојдневно ја гледаме во животот. Не е ретко родителите да не изјавуваат дека нивните деца се повисоки од нив, дека се побрзо созреале, дека менархата, односно првата менструација кај девојчињата дошла многу порано него кај нивните мајки. Забрзаното физичко созревање, као и податоците за зголемување на висината на децата, момчињата, кои што се добиени при регрутацијата, ни зборуваат дека и нашето македонското население денес е во фаза на акцелерација. Најсилното зголемување во тежина кај детето се случува во месеците од есента, од август до ноември, а најслабото во пролетните месеци во почетокот на летото. Растежот пак во височина е најсилно изразен во месеците од април до јули, тоест во периодот кога сонцето е најсилно со своите зраци. Познато е дека сонцето има поволно дејство на растењето, како што имаат и исхраната, витамините, спортот и така натаму. Факторите што дејствуваат на растењето и развојот на детето можат да бидат ендогени, наследни вродени и екзогени, стекнати. Од ендогените најважни се хередитетот и конституцијата, расата и националното потекло, дејствувањето на жлездите со внатрешно лачење и конгениталните грешки.
Од екзогените, надворешни фактори, најважни се географските и климатските услови, годишните времиња, исхраната на мајката за време на бременоста, социјалната и економската состојба, занимањето на родителите, исхраната, неговата активност физичка, болести и повреди и породилната тежина. Наследно конституционалните фактори, пренесени преку гените, дејствуваат директно на ткивото, тоест на органите, особено на скелетот. Посебно сакаме да подцртаме дека растењето и развитокот зависат на прво место од наследните, генетските фактори. Индивидуалната конституција на родителите, при што е поважна конституцијата на мајката, е од големо значење во развитокот и растењето на детето. Расата и националното потекло. Некои раси и народи се со висок растеж, например нордиската раса, а други со низок раст, јапонците, италијанците. Овие расни и национални одлики се предизвикани главно од хередоконституционални фактори. Но сепак и во овие случаи, околината може во известни случаи да дејствува на растежот на децата. Така, например, јапонски деца, ниски по растеж во Јапонија, во Соединетите Американски држави од генерација на генерација стануваат се послични на американските. Третиот фактор е полот. Девојчињата и момчињата се разликуваат меѓусебно во растежот и развојот. Затоа при проценување на детскиот растеж и развој, неопходно е потребно користење посебни таблици за момчиња, а посебни за девојчиња. Функцијата на жлездите со внатрешно лачење е од извонредно значење за правилен растеж и развој на децата. По раѓањето, во доенечката возраст, тимусот веднаш започнува со стимулативно дејствување на растењето. Штитовидната жлезда тоа го прави кон крајот на првата година од животот, а хипофизата од третата, односно четвртата година. Кората на надбубрежната жлезда, како и полните жлезди, дејствуваат во времето на пубертетот. Географските и климатските услови, како и годишните времиња, во одредена мера влијаат на растежот и на развитокот. Во умерените и студените појаси растењето е воопшто повисоко. На пролет и на лето децата побрзо растат, а се послаби, додека на есен и на зима помалку растат, но се подебели. Исхраната на мајката во времето на бременоста има влијание во одредена мера врз тежината и височината на плодот. Заради подобрена исхрана, подобрени хигиенски услови, ретки инфекции, децата од економски постабилните семејства во просек се повисоки и потешки. Квантитативно и квалитативно адекватна исхрана на детето во која има доволно есенцијални аминокиселини, јаглени хидрати, масти, витамини е предуслов за нормален растеж и развој. Правилниот однос меѓу детската активност и психичките дразби од една страна, а од друга доволен одмор и сон се многу важни елементи за нормален растеж и развој на детето. Ако е овој однос нарушен, мора да дојде до застој во растењето и развитокот, особено на мускулите, и до општа функционална способност на детето. Движењето на свеж воздух е неопходно потребно, зашто ултравиолетовите зраци на сонцето стимулативно дејствуваат на растењето. Долготрајно лежење поради болест или слабо движење ја смалува активноста на мускулите и порано или подоцна негативно се одразува врз развојот на мускулите и врз растежот на организмот во целина. Сите фактори не се кај секое дете во иста мера изразени, затоа и децата со иста возраст покажуваат големи индивидуални разлики. Неретко во развојот се среќаваат помали или поголеми одстапувања во раст и тежина.
Прекумерен висок или низок растеж, прекумерна дебелина или слабост, најчесто ги загрижуваат родителите и ги тераат да бараат помош од лекар. Секогаш се помислува на ендокрино растројство. Во најголем број случаи тоа не е, но тоа може да го соопшти само лекар кој ќе изврши преглед и редица анализи. Подрачјето на медицината што се занимава со нарушување на растењето или подобро речено со развојот на телото, се вика ауксологија. Таа е една од поновите гранки на педиатријата.